повелете сите на бина. Стево Пендаровски повторно без Димитар Ковачевски, сега за да покаже дека имал поддршка ги повика сите присутни на синотешниот централен митинг во Кичево да се качат на бина, од каде најголем дел од говорот повторно реши да напаѓа опозицијата, но и да најави дека ќе жигосувал криминалци, па дури и да му се најблиски роднини. Нема разговори кај мене за провизии, за тендери, за непотизам, за судир на интереси. Јас работам за плата, не работам за проценти, не работам за криминални структури и така ќе биде и понатаму. Сите кои влегуваат во криминал, таман да ми се најдобри другари и најблиски роднини, ќе бидат јавно жигосани и од нив ќе се откажам и јавно и ќе побарам надлежните органи да ги процесуираат. Ковачевски ниту вечерва нема да биде на митинг на својот кандидат за председател, имал друга агенда, вели дека Пендаровски можел сам да си ја презентира својата програма. Тој својата програма ќе објасни пред граѓаните, со граѓаните и за граѓаните, бидејќи на крајот на денот председателот Пендаровски ќе биде председател на сите граѓани, а не продолжена рака на една политичка партија како што е председателскиот кандидат Силјановски. Вечерва јас имам друга агенда, гледате дека денеска сум со промоција на председателскиот кандидат. Сега сум во општина Центар, а подоцна ќе одам во општина Сопиште и подоцна одам во општина Карпеш. Кандидатката за председател на ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска Давкова од Кавадарци порача дека македонците заслужуваат подобар и председател и премиер. Вели дека Македонија била партиска и далеку од правна држава во овој момент. Немојте да се зачудите ако ме видите и на протести со граѓаните. Мислам дека тоа ќе биде добар знак. Ако законот што имаат намера да го донесат пратениците, сметам дека е неуставен, ќе ставам вето. Зошто? За да покажам дека јас не сум над уставот и законот, туку под уставот и дека ќе го штитам него. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски порача дека промени мора да има, а дека програмата на ВМРО ДПМН е вистински патоказ во која насока треба да се движи државата. Нашата платформа 1198 е отисок на позитивна промена, која допира до суштината на вашето секојдневие и ве става вас како индивидуа на прво место. Тоа е нашата заклетва дека граѓаните на Македонија секогаш ќе бидат на прво место. И нината не е абстрактен концепт, таа е опиплива реалност. Бујар Османи пак со партиската реторика на Дуј вети дека ако станал председател, ќе ги чистил државните институции од руското влијание. Веднаш после изборот на председател, иницирање на формирање на меѓународен борд во комбинација со домашните институции за пресертифицирање на сите носители на јавни функции и така мислам дека ќе имаме прочистување или чистење на институциите по однос на руското влијание и по однос на корупцијата. Кандидатот на Сдружената албанска опозиција Арбен Таравари пак ветува дека ќе ги наградувал финансиски успешните спортисти. Како председател ќе се обидам во овој правец да и инвестирам туку и да инсистирам во следната влада да се евентуално и да се спонзорираат тие кои што се успешни спортисти, а вие знаете дека веќе имаме кредибилни и познати спортисти од Македонија кои што играат во странски држави. Кандидатката на Левица Билјана Ванковска пак најавува целосно нов устав. Значи, настапуваме не со прашање дали бугарите во устав или не, туку со сосема нов устав, бидејќи овој практично продуцира еден нефункционален политички и уставно-правен систем. Максим Димитриевски ветува формирање на меѓународен тим кој ќе работел на прилагодување на рамката во делот на францускиот предлог за предвижување напред во процесот кон Европската унија. Вака Македонија како што стојат работите стои во место. И сметам дека мора да се изнајде начин и модел со кој што ќе се модифицира преговарачката рамка. Тевчо Јакимовски пак реши да го нападне својот ривал Димитриевски дека со ваквата реторика прифаќал внесување на бугарите во уставот. Со ова господинот Димитриевски им се приклучува на ДУИ и на Алијанса и на Алтернатива, нивните ставови дека и тој ќе поддржи промена на уставот на Република Македонија. Кампањата за првиот круг од изборите која влезе во четвртиот ден трае до 22 април, а веќе вечерта на 24 ќе се знае кои 27 темина повторно ќе се соочат во вториот круг на 8 мај.